Пржинскиот договор беше поврзан со враќањето на довербата, фер избори и европскиот пат на земјата. Оттука, денешното прашање не е дали сакаме да живееме во пржино за секогаш. Никој не сака држава што постојано ќе се потпира на преодни механизми и кризно формулирани решенија. Секој што ја сака државата, како зрела европска демократија, треба да посакува ден кога техничката влада ќе биде непотребна. Но патот до тој ден не води преку нејзино механичко бришење од закон. Сите се сеќаваме и на времето на заробената држава, кога институциите беа партиски штабови, кога се издава лажни лични карти и кога се одеше дотаму брутално што сопствените граѓани за рачуња беа носени да гласаат по наредба. И тогаш техничката влада беше неопходна хируршка операција за да се спаси демократијата, која мора да признаеме дека никогаш не е слепо загарантирана. Нема ниту една таква причина за да биде еднострането, да биде укинување на овој договор. Да се бойкотира од страна на опозицијата и после вие ќе седите на рад и после ќе им велите на граѓаните дека ја изгубивме европската агенда поради тоа. Едностранните одлуки кои што се обидуваат и денеска да се прават во овој парламентарен сустав не се од лојот на демократските парламенти и не се особини од едно општество кој што функционира со консензус, не достигна конзистентноста. Ставовите околу овие прашања се менуваат врз основа на седиштата каде што седат пратениците. Во сето овој период откако е донесена техничката влада, ова страна, без разлика какво име држи, на чија партија е, значи ова е за да се води техничката влада и кога е СДСМ во влада и сега кога е ВМРО во влада, додека другата страна е за да биде техничката влада. Треба да дојдете до вашата крајна цел, а тоа е да не учествувате на следните парламентарни избори, затоа што тоа е единствениот начин вие, кои што сте дел од раководството, не зборам за цела пратеничка група, да останете, да ја држите во заложничество некогаш државотворната партија. Сте претерали со овие шоу кога немате што да кажете, импровизирате точки, импровизирате постапки, импровизирате каузи, се трудите, значи да покажите некои имагинарни работи, дека се во опасност албанците, дека се мајоризират албанците. Првата техничка влада функционираше на начин на кој што функционираше, со одредени проблеми во функционирањето помеѓу министрите и помошниците министри, меѓутоа беше влада во која што не се појавија деформитетите кои што се појавија во следните влади. Имаме луѓе кои што беа присутни во таа влада и добро се сеќаваат дека за втората техничка влада имаше надгласување на одлуки на министри кои што носеа одлуки во нивните ресори.